Разгаленото дете, чита Александар Стадојков. Си било едно дете многу разгалено од мајка си. Многу пати мажот ја велел на жената си: "Мори жено, немој, не гали голку детево, ти ќе дојд некој саат што ќе се вчудовидиш." "Лели ние тедно домаќине," му рекла жената, "ќе го галам и ако не ќум, лели во него ми се пулат очите." Многу пати така му велел мажот на жената, ама таа не го слушала. Детето од кога беше видело ти што да посака од мајка си се ќе земи, било со арно, било со лошо и накренало на големо. Секој ручок и вечера се срдело и дикако де се дуало со татко си заедно да ручат и да вечерат, чунчиќе се насрдеше, а мајка му полојдат од вечерата ќе му ја остаеше, за после тоа да си јадит само. "Мори жено, немој мори, не давај му полојната од манџа," му велел мажот. "Немој на детето, а за нас двајцата полојна. Ич бидуат вака мори, едно дете нам да не повелат." "Де море мажу, нека јади детето поеќе од нас, за побрго да ни порасти, за да ни се најди на старост." Пак ќе го замолчала жената мажу со тие збори и детето од ден на ден се чинело полошо и полошо. Една вечер имале гости. Пред да вечераат детето беше било весело, чунки гости ќе имале, ама тамам ставиле вечерата и дашло баада детето отиде гоата Вилјушка и неговата лајца не му ја дала мајка му нему, ами му и дала на едно дете од гостите. Се расрди дете, легнало на плеќи, се расклоцало со нозе, се разголело, се расплакало. Боже, пази, за страмота беше се направил татко му. Вамо од манџата не беше му остајала мајка му, чунчи си го гледаше детето весело и чинеше ти и тоа ќе вечерат со гостите. Вика, скака, видео ти мајка му покрај него стоеше и го миреше со нагалено. Во тоа време дошла мачката крај трпеза и се загнало галеното момче, та ја грабнало мачката со обете раце, та ја пластало на трпеза во тепсијата со манџата. Голем срам му паднал на татко му и се налутил, та рипнал и го бил. Детето дало плачи писок на лутината, нашло една ортома и ја преврлило нагреди, та беше направило една алка и беше си ја наврило, ѓоаќе се беси. Мајка му пискала и го отимала да не се беси, тоа туркаа и наврои си алката. Најпосле рипнал татко му од трпеза и му ја тргнал ортомата да го удаи. Спискала жената му: мажу, како да што те ослепела Богородица, што ќе сториш, чудо да си го обесиш чедото. Чакај мори жено да го обесам и да куртулисам од ваква челат разгалена. Дало вика и ватило да му се моли детето од кога притисна алката загуша. Аман, тате, ја сторив, ти не стори, прости ме, не беси ме оти, еднаш не чинам, аман, прости ме, жити мене. И тогај беше го пуштил. Од тој саат веќе детето не беше се насрдило и беше се поарнило. Кај што не помага збор, ќе поможи стап, чунки ќотекот излегол од рајо.